Добро утро и од мене. Верувам убаво расположени сте денеска. Имаме малку дождлив ден, но многу причини да бидете со програмата на телевизија Алфа и со утринската Добро утро секое утро. Како и секој вторник во овој период од утринската програма имаме секогаш интересен разговор и секогаш интересна тема за муабет со професорот доктор по трудово право Лазар Јовевски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Ана. Еве, да, се враќам во студиото, да, така што... Затоа и се насмеа. Да, еве, малце се враќаме во наводници во нормала, да кажем. Да, се враќаме полека во нормала или на новата нормала, нели? Треба да се привикнуваме сите. Да, добро дојдовте во студиото на телевизија Алфа, верувам убаво се чувствувате. Добро ве најдов, одлично се чувствувам. Да. Благодарам. Темата ја одбравме затоа што од утре, нели, започнува изборната кампања, па токму затоа би сакале да продискутираме на ова, верувам, актуелна за сите наши гледачи на телевизија Алфа и Добро утро секое утро, со оглед на тоа што работничките права не докрај, мислам дека си ги знаеме, но кога станува збори за работничките права, па во време на изборна кампања. Затоа реков дека интересна тема, затоа што досега не сме ја продискутирале, но интересно е да ги слушнеме вашите совети како професор, како доктор по трудово право. Па за почеток, еве ќе започнам со кои се граѓанските правоправа во време на изборна кампања, а понатаму ќе зборуваме и за синдикатите, и колку политиката влиза на работните места, нели? За почеток колку мислите дека граѓанските права се во овие моменти кога сме пред изборен процес, па и за време на изборниот процес, дека не се прекршуваат? Па јас навистина прво ви благодарам за можноста да разговараме за предлогот за оваква убава интересна тема. Ако добро се сеќавам, не сум слушнал барем јас досега да некој од овој аспект ги дискутира прашањата со работниот однос, политичките активности, вработените, синдикатите на овој начин и навистина во тој дел мислам дека ќе имаме за овие 15 на 20 минути што да споделиме заедно на нашите ценети гледачи. Знаете, граѓанските права се еден општ корпус на права, во кој влегуваат и правата од работен однос. Всушност, самите права од работен однос се економско-социјални права и тие влегуваат како посебна генерација на права во делот на општите граѓански права на секој граѓанин во една демократска земја која што ги почитува оние стандарди кои што се од страна на Обединетите нации, но и особено од страна на европските институции како што е Совет на Европа и како што е Европската унија. И во тој дел тука нема многу, да кажам, простор во наводници, нели, за маневар. Секој граѓанин има право да биде биран и да избира, значи да се вклучува, да се кандидира, да биде дел од политиката, да одлучува, но и да биде тој кој што ќе гласа, ќе го бираат и ќе бира. Така што во тој дел тие се стандарди кои што се предвидени во нашиот устав. Меѓутоа, за волја на вистината, сметам дека и со право уставот во тој дел и не допира во контекст на поврзаност помеѓу генерално политички како граѓански права општо и правата од работен однос како трудови права. Всушност се посебен корпус на права одвоени, но тие во себе флуктуираат. Не можете да кажете дека трудот и работните односи се посебна целина. Всушност, треба сите да знаат, а ја тоа сум го напоменал и во друга прилика, дека работниот однос всушност допира во сите сфери на живеењето. Допира во приватноста, во семејниот живот, па се прави и се обидува да се прави баланс помеѓу професионалните и семејните обврски, допира во делот на економската екзистенција, допира во делот на секојдневното живеење и секако допира и во делот на политиката. Всушност, самата политика влијае на работните односи во делот на креирање на трудови, економски и социјални политики, но и самите работници се од друга страна и луѓе кои што бираат, кои што проценуваат, кои што гласаат, кои што можат да се кандидираат, да бидат дел од активности и од политички ангажман. Да, се ова убаво звучи, професоре, но како е во пракса сега, да се вратиме во реалниот живот, затоа што ако беше вака како што вие велите, ќе бевме најсрекната земја на целиот свет, ако сите овие моменти се почитуваат, но колку можат работодавците да влијаат на работодавачите, за кого да гласаме, во однос на зголемување на плата, можеби во изборен процес, или не знам, некаква додавка на плата, некаков бонус,
па остани повеќе, па ќе ти платам плюс, па не знам, влијат ли работодавачите на работниците да разбирам. Посметаат, би рекла, во тоа нивното демократско право, се да биде фер демократско, но да се држи во тајност на крајот на криштата. Знаете, не можеме да ги одвоиме некои процеси. Интеракцијата помеѓу луѓето на работно место и помеѓу самите вработени и помеѓу работникот и работодавачот е неминовна. Таа е во некои компании или јавни институции со поголем интензитет, негде е помала, зависи од тоа како е организиран процесот на работа. Меѓутоа, генерално, вие што велите, ова е една убава вака рамка, да, така е, би рекол, на... Така по книга, така. По законите, по уставот, би рекол, повеќе, нели, по нормативната рамка. Меѓутоа, сосема во право сте, понекогаш правната рамка не кореспондира со практиката. И тоа особено во трудовите односи се чувствува. Која е платформата на која што треба да се градат односите во овој контекст, политика и работни односи, и што всушност се случува во пракса? Работодавачите треба да ги гледаме од два аспекта. Едно е работодавачи во стопанството, а друго е работодавачи во јавниот сектор. Во стопанството, за волја на вистината, Законот за работните односи не го уредува прашањето на соодносот на тоа како би требало или што да се реагира во случај ако работодавач, директор, газда на компанија, на фабрика, фирма и така натаму политички ви агитира, или пак ако некој од вработените политички активен на работно место доаѓа со своји некои амблеми, символи, политичка партија, знамиња или слично, или пак агитира на работното место. Сега, тоа што не е уредено со Законот за работни односи не значи дека во овој аспект нема правила на игра, односно не би требало да има одредени правила. Тоа е оставено всушност и со право сметам дека законодавецот во тоа време сметал, кога се носел и самиот Закон за работни односи, дека тоа ќе треба да се уреди со интерните акти на работодавачот или во рамките на самото колективно преговарање. Но, во рамки на колективните договори во Македонија, во стопанството, не сум сретнал, повеќе или помалку сум ги прочитал сите, на сите нивоа, не сум сретнал всушност одредби кои што се однесуваат на тоа како во одредена компанија или во одредена гранка дали политички може да се на работно место агитира или не. Зборувам за стопанството. Добро, а во јавниот сектор ќе ми кажете, но дали работодавачот може да казнува? Ако има таков пример, некој од работниците да дојде да агитира за некоја политичка партија. Работодавачот... А посебно ако се соперници со работодавачот. Да, би можел да казнува, но под одредени услови. Значи, ќе мора работодавачот да предвиди во сам правилник доколку го донесе или во одреден колективен договор или со посебна одлука која што би ја донел работодавачот да ги предвиди одредените правила, критериуми кои што се однесуваат на однесување на вработен во контекст на политичка припадност, политичко агитирање, политичка кампања или слично. Значи на работното место работодавачот теоретски може да дозволи да има разговори на политички теми помеѓу него и вработените или помеѓу самите вработени. Меѓутоа може и да забрани. И на работниот процес. Па претпоставувам, но знаете што? Треба да знаат сите граѓани еден контекст на нешта. Во стопанството, во приватниот сектор, работодавачот е тој кој што ги креира условите на работа, тој е кој што го врши надзорот и тој е тој кој што ги дава насоките на вработените да всушност како ги извршуваат работните задачи, како да се однесуваат. Тој е тој. Тука треба да ни биде на сите јасно, тоа не значи дека работодавачот треба да биде тиранин кој што ќе се однесува султански на работното место, ќе врши мобинг и ќе ги злоупотребува правата на вработените. Далеко од тоа. Но во делот на организација на трешната содржина на работните односи, на тоа што се случува внатре и па и социолошки и психолошки, тоа како работодавачот, директорот, газдата треба и може да влијае на тоа. Колку како ќе го прави, тоа сега зависи од самиот човек, од самата индивидуа или групата, атмосферата во компанијата, оставаме на свеста и совеста самиот менеджмент, како тој всушност ја замислува својата компанија, како ја управува или кој тим назначил да управува и така натаму, и ако се повеќе собственици, како они се организирани и сето тоа. Значи тоа е веќе еден, не би рекол аспект на приватност во делот на компаниите, меѓутоа еден аспект кој што е даден да секој работодавач индивидуално, посебно во својата компанија или компании, да го уредува на начин на кој што ќе смета дека е целиисходен и добар за неговата компанија. Пример,
Еден работодавач може да смета дека одредена политичка дебата помеѓу вработени негативно делува на процесот, може да дојде до делби внатре во самата фирма меѓу вработени колеги, атмосферата да падне, а друг па може да смета дека токму за време на одредени паузи, ако се разговара и за политички теми, може да значи дека убаво да се размени мислење. Има и такво можеби размислување, не знам, ме разбирате. Остава тоа да се уреди на тој начин. Но во однос на јавниот сектор, вие многу добро сега направивте една поделба и јас тука апсолутно би ставил една силна црта. Тоа е стопанството, но во јавниот сектор е сосема поинаку. Согласно законот за вработени во јавниот сектор, за волја на вистината постои еден член, но е, да речам, добро поентирачки поставен, каде што директно се забранува да политички се агитира, да се внесуваат амблеми, реквизити политички слично, и сето тоа ако влие негативно на работата и на работните услови, на извршување на работните задачи. Се почитува ли тоа? Сега, дали се почитува? Затоа ќе треба да се направи едно подетално истражување, искрено да ви кажам. Јас знам, тоа и тие информации што доаѓаат до мене експриватум, значи од луѓе кои што ме знаат и не ме знаат, кои што ми се обраќаат за разни лични проблеми, можам да ви кажам дека ние во Македонија имаме проблем, можеби не толку директно со тоа дали некој политички директно на работното место во јавниот сектор алудира на некоја опција политичка или слично. Имаме повеќе проблем во делот на тоа што кога ќе се препознаат дека не се од иста политичка идеја, колеги или раководство со некој вработен, всушност тогаш почнува едно патешествие многу често за вработениот, каде што кулминира многу пати со дискриминација по политичка основа, јас сум од таму, ти си од ваму, па сега ќе видиш ти, или со мобинг, исто така може да кулминира, со преместување од едно на друго работно место. Па и смена, да. Па со откази во тој дел. Најпрво закани. Па така започнува, не, прво сега зависи од стилот, од стајлингот на тој кој што на пример е во позиција да одлучува во јавната установа, ако е побалансиран и умерен човекот, можеби прво ќе сака да го придобие вработениот или вработените. Во неговата партија, така? Па сега дали во неговата да го придобие, да биде како... И тоа се случува во пракса, многу луѓе ги менуваат своите политички идеи, политички опции, што е легитимно право на секој човек, може да менува ставови колку пати сака на ден, меѓутоа тоа од друга страна праќа порака за каков карактер на човек станува збор, и тоа сега е веќе друго прашање. Меѓутоа во однос на самото политичко агитирање на работните места е забрането. Дали се случува во пракса? Моите информации говорат дека се случува до некаде, некој пат индиректно, некој пат дури и директно, меѓутоа повеќе се оди на оној суптилен начин да се всушност таргетираат луѓе кои што не се со исти политички идеи и да се тргаат на страна по разни начини, од дискриминации па се до откази. Така, но знаете како велат, кампања е кампања, но закон е закон. Да, би требало да се почитува. А исто така имам уште едно прашање, синдикалните организации колку сметате дека би требало да соработуваат со политичките партии? Пред да ви одговорам на ова многу интересно прашање кој што многу синдикалци па и генерално вработени си го поставуваат и имаат различни размислувања. Ја ви сакам само да се надорзам на многу важна поента која што ја кажате пред малку. Закон си е закон, кампања е кампања. Да. Навистина, ова е едноставна реченица и сметам дека има многу длабочина во наш контекст, затоа што во Македонија е многу важно токму таа едноставна реченица да ја имаме во предвид. Кампања е кампања, закон е закон. Да. Мора да се почитува законот и мора да работиме сите генерално во општеството на владење на правото. Тоа значи примена на законите и владење на законите во Македонија, не владење на индивидуи кои што ќе се однесуваат зависно од тоа какво им е расположението во тој ден или агенда која што сакаат да ја пренесат. Таквиот начин на функционирање негативен, каде што луѓе се поставуваат да бидат над законот, негативно длабоко делува во македонското општество. Луѓето се разочаруваат покрај одредени лични, економски или не знам какви се не причини, токму и заради невладење на правото. Така. Тоа е мотив да голем број на луѓе од Македонија се иселуваат покрај другите причини. Бидејќи сакаат стабилност луѓето, сакаат иднина известна, бараат
ред и поредок. Сакаат да знаат, ако оваа чаша е овде и не може да се помести, да знаат дека не може, а не да дојде некој друг и да ја помести, а знаат дека не смее. Ако треба да се помести, да знаат дека може да се помести, и на сите да им биде јасно. Во однос на синдикатите... Така, избирачкото право, само да надополам, е еден од основните предуслови за владење на правото и практикување на демократијата во една модерна држава. Ова е по закон. Хајде сега за синдикалните организации, колку треба да соработуваат или дали воопшто им е дозволено да соработуваат со политичките партии? Тоа е, според мене не е контраверзно прашање, според други е доста контраверзно прашање и јас сега ќе објаснам зошто според мене не е контраверзно прашање. Синдикатите во рамките на нивните основни функции, една од трите основни функции на синдикатите е да влегуваат во социјалниот диалог и тоа од национално ниво па се на ниво на компании, на фирми во стопанството или на установи во јавниот сектор да склучуваат колективни договори, да креираат, што значи тоа, да креираат социјални и економски политики, трудови политики. Значи синдикатите се повикани согласно законот и согласно меѓународните конвенции да бидат активен чинител во процесот на креирањето на правата и обврските од работен однос и тоа е уникатна ситуација, единствена во општеството, како што ни еден друг орган, организација или слично ја нема, освен парламентот, собранието и владата, нели, до некаде. Значи го гледате и синдикатот во тој контекст да е креатор, да има можност да креира права и обврски, да креира не баре закони, а тоа се всушност колективните договори, кои што во одреден аспект се дури и над законите во смисла ако имаат одредби кои што се поповолни за вработените. Сега, во тој контекст, ако е тоа така, тогаш според мене нема дилема и нема контраверза дека синдикатите и тоа како треба да размислуваат со која политичка структура им е подобро да разговараат, полесно ќе ги остварат и креираат своите трудови, односно економско-социјални агенди, права за вработените, и во тој дел да активно се вклучат во нудењето на одредени програми или барања, да ги проценуваат барањата на политичките субјекти во државата, да можат да резонираат здраво за да видат со кој иден утре социјален партнер од другата страна, а тоа е владата, ќе можат подобро, побрзо, поедноставно, пореално да ги остварат своите интереси. Така е. Така би требало да биде. Тоа е според мене, но има и други работниците, синдикалци кои што не сметаат така. Организацијата на работодавците вчера излезе со соопштение дека би сакале да економските проблеми во моментов после светска пандемија во која сме се уште и ние како Република Македонија, дека едва чекаат некој што ќе дојде, дека ќе ги реши сите тие економски проблеми. И за крај на денешниот наш разговор, професора Јовевски, колку политиката е влезена на работните места? Па неминовно е влезена. Ние како луѓе, како личности, како битија имаме и свој политички контекст во карактерот. Значи сме уште од Аристотел сме битија политички, така што тоа не е нешто ново. Од античко време се препознава таа човечка карактеристика и од тоа не треба ние да бегаме, но ние тоа што треба да го направиме политички како индивидуи да зрееме за да зрееме и како политички колективитет, како политичко општество, да прашањата, проблемите ги решаваме со диалог, а кога веќе влегуваме во диалог, ефективно да слушаме. И тоа е само прва фаза од разговорот, да ефективно да слушаме. Понатаму треба да се ставиме и во позиција на другата страна со која што не се согласуваме, да видиме зошто таа страна така размислува, ние поинаку да ги работите, гледаме од повеќе аспекти, се со цел да најдеме едно решение кое што ќе биде за општа полза на нашите граѓани и на општеството. Време е во тој дел да направиме исчекор напред. Ја мислам дека овие избори, овие политички околности би требало да бидат еден исчекор поинаков од тоа што сме го гледале досега, да понудат нешто поинаков, еден поинаков однос и поинаква сцена во Македонија, се со цел по завршувањето на политичкиот процес и формирањето на новата влада да се посветиме токму на економските прашања, проблеми и други проблеми како што е здравство, образование, економски раст, невработеност и така натаму, за да реално решаваме проблеми, а не да се занимаваме со самите себе. Но за сето тоа да функционира како што треба, повторно ќе се вратам на вашата реченица, мора да имаме владење на правото, мора да имаме известност, мора да знаеме што е дозволено, што не е дозволено. За се можеме да се договориме. Сега климата тоа ни го дозволува ли, професоре? Мислите ли дека доволно сме созреани за таква атмосфера?
Јас тука особено го почитувам професорот Метоѓа Чепреганов, докторот кој што доста пишува и сега медицински научно тоа го објаснува. Он вели, јас во тој дел се согласувам со него, дека македонското општество уште не матурирало. Значи ние во тој дел веројатно се уште сме во процес на созревање, уште немаме 18 години како општество, дали сме адолесценти, тинеџери или кај сме, во која фаза сме или уште сме деца, оние училишна или предучилишна возраст, како и да е, треба сите да се потрудиме и во тој дел потребна е волја, енергија, активизам. Апелирам во тој дел и генерално ако има некој креативна енергија која што ја сака да ја манифестира на работно место, а не сме, нека ја манифестира на друго место, а на работното место нека се посвети на работните задачи да си биде професионалец. Така што тоа е тоа. Да, со оглед на тоа што започнува од утре изборната кампања, ете поздрав и од вас и од целата општествено одговорна телевизија ТВ Алфа до сите политички партии, токму тоа што го кажавме, кампања е кампања, но закон е закон, затоа да бидеме сите општествено одговорни и да бидат навистина фери демократски овие избори. Ви благодарам за вашето денешно гостување, професоре Лазар Јовевски, по трудово право. Се гледаме идниот вторник, секако со интересна тема. Секогаш сакаме да бидеме актуелни и малку поинакви од останатите. Па се обидувам, идејата ми е да помогнам на граѓаните и да отворам конструктивни дебати на теми кои што всушност се од животно значење за нашето општество.